За разлика од МПЦ и Католичката црква, Евангелско-методистичката во Струмица нема свој ценовник, односно не наплаќа такси за црковните дејствија. Оваа црква во Струмица постои повеќе од 1 век и број околу 2000 членови во Струмичко. Освен во градот, верници има и во Моноспитово, Муртино и Велјуса. Никаде не се наплаќа, вели надзорниот проповедник Миле Цеков. Кај нас црковни дејствија или сакраменти се Господната вечера, причест и крштението. Другите активности како венчание, погребите, тоа се црковни дејствија. Ние според нашето канонско разбирање прифаќаме како сакраменти крштението и причеста, бидејќи директно се поставени од Господ Исус Христос. За сите дејствија кои стануваат во црквата и вон црквата ние не наплаќаме. Зошто? За тоа што ние како проповедници имаме лични примања кои се организирани на ниво на црква. Значи, од тој аспект ќе кажем и Господ Исус Христос не наплаќаше и ние не треба да наплаќаме. Ние не треба на луѓето да им помогнеме. Често пати се случува да кажеме, може би некој да нема пари, било за кој обред да плати. Од словото ние учиме даром добивте, даром давајте. Наша должност е, како што ви претходно реков, на луѓето да им помогнеме верски да дојдат до една таква висина, духовно да можат да одговорат на своите потреби, на потребите на другите луѓе. Јас мислам, јас сум убеден и ние веруваме дека кога духовното ниво е на високо ниво, тогаш функционира една вистинска социјала и тогаш ние можеме да помагаме на сите страни. Во рамките на Евангелско-методистичката црква во Струмица функционира и народната кујна Мистон. Таму секојдневно 50 болни и изнемоштени лица, но и лица од социјално ранливите категории се хранат. Помошта е составен дел од црквата, вели Цеков. Господ Исус Христос, кога беше на земјата пред повеќе од 2000 години, тој помагаше на сите, не правеше никаква разлика. Не само што тој проповедуваше Словото Господово, туку и помагаше на болни, сакати, лечеше, охрабруваше. Така да во тој дух и ние, не само слово, оти тогаш би били само демагози, ако говорим ти биди добар, не знам, прави тоа, а во праксата ништо не правиме, значи ние сме отворени и во поглед на социјалната компонента, имено кога знаем има некој потреба, му помагаме, некој е болен, собираме средства овие денови за Великден. Имаме едно болно девојче на кој откажали бубрезите и треба операција, многу голема сума. Овде собиравме сите тие богослуженија, во сите наши цркви тука во Струмичко се собираше. Не само за верниците наши, него кај нас доаѓат и од другиве наши сестрински цркви, како од православната и католичката црква, и во тој поглед колку можеме ние помагаме на сите страни. Во Струмичко последниве 2 децении се појавија и други цркви кои по својата структура и број на верници се многу помали во однос на МПЦ, католичката и евангелско-методистичката, кои дефинитивно имаат различни стратегии и такси за своите услуги.